Во изминатата недела, речиси 10.000 мигранти слетаа на малиот италијански остров Лампедуза. Повеќето го преминале Медитеранот со мали чамци од Тунис. Спиеме на отворено, на сонце и на студ. Нема храна, а има и деца. Претседателката на Европската комисија се придружи на италијанската премиерка во посетата на Лампедуза и вети цврст одговор. Ние ќе одлучиме кој и под кои околности доаѓа во Европската Унија, а не шверцерите. Фон дер Лајен наведе план од 10 точки, вклучително и поголема улога на граничната агенција на блокот Фронтекс во идентификувањето и репатриација на мигрантите кои не се квалификуваат за азил. Кога станува збор за суштински точки и содржина на работите што комисијата може да ги направи или Европската Унија за овој проблем, нема апсолутно ништо ново. Италијанската премиерка вети дека ќе изгради повеќе центри за притвор, рече дека мигрантите мора да бидат запрени пред да дојдат. Со европска мисија, вклучително и поморска, доколку е потребно во договор со северноафриканските власти да го запрат тргнувањето на чамците. Проценете во Африка кој има или нема право на азил и прифатете ги во Европа само оние кои навистина имаат право според меѓународните конвенции. Европската комисија подпиша стратешко партнерство со Тунис во јули во вредност од 1,1 милијарда долари во замена за сузбивање на трговците со луѓе и засилени гранични контроли. Групите за човекови права изразија загриженост за односот на Тунис кон бегалците, велат дека Европа мора да понуди похуман одговор. Не ги запирате со поставување ѕидови, не ги запирате со затворење граници или со поморски блокади. Да им постакате добредојде е најдобриот одговор што можете да го дадете. Земите членки на ЕУ се борат да се договорат за нов миграцијски пакт. Неколку источноевропски земји одбиваат да прифатат бегалски квоти за да го споделат товарот на државите на првата линија како Италија. Ако не се договориме за нешто надвор од тоа, тогаш во основа ќе го оштетиме нашиот собствен проект и тоа според мене ќе биде особено видливо по изборите во 2024 година. Со европските избори закажани за јуни, аналитичарите велат дека десничарските популистички партии се обидуваат да го капитализираат незадоволството на гласачите поради справувањето со миграцијата од страна на Европа.